Општина Пустец е вистинско бастион на македонштината во Република Албанија. На локалните избори тука пред 2 недели, градоначалникот Едмон Темелко убедливо победи со својни 2000 гласови или некаде 1300 гласови повеќе од својот против кандидат. Ние дојдовме тука во општина Пустец да провериме дали понатаму македонците во Албанија се граѓање од втор ред. Дали Пустец можеме да го доживуваме како центар, како оаза на македонштината во Албанија? Овде во општина Пустец, не само село Пустец, е 9 села. Колку жители имате? 5300 жители. И вие победите со повеќе од 1000 гласа разлика. Да, 1200 разлика, што сме единствена општина во Албанија со таков добар резултат. Тоа е да се поврзам овде во општина Пустец е најдобар. Колку македонци има во општина Пустец? 100% македонско етничко. Значи 100%, значи некаде околу 5000 нешто жители. 5300 жители. Сите знаат македонски колку што можам да видам да зборат? Нема човек што не знае македонски. Имате ли право да се кажете дека сте македонци? Токму така. Имате право тука во Пустец? Да, признаени сме од власта во Република Албанија и тоа. Вие сте Едмон Темелко, например, ви падна ли на памет да си смените презимето, Темелковски да се биете? Како што би требало да биете ако сте македонец? Токму така, па мислам дека не е лошо и да го сменам. Ви дозволили албанските власти да биете Едмон Темелковски или не знам, Едвард Темелковски? Едмон не е албанско, тоа е странско име, бидејќи во претходниот систем, во режимот на Невероџа, еднош на 2 години кај матичарот, кај службата, имаше список на имена. Што може да ги одбери? Само тие, од тој список може да ставиш име на новороденче. Забрането беше кумо и тие работи во претходниот систем. И според тие најави што ми кажува... Список на имиња си имало кој може вашиот родител да ги одбери? Да, според тоа што ми кажува татко ми, Едмонд му се виде најприфатливо, бидејќи тога беше популарен филмот Гроф Монте Кристо, Едмонд Дантес беше главна улога и странско име подобро отколку албанско, и така потоа сум крстен под името Едмонд. Се проценува дека некаде во Албанија постојат околу 100.000 македонци, односно граѓани на Албанија со македонско потекло кои го имаат зачувано македонскиот идентитет, а некаде околу 400.000 се луѓето кои всушност имаат македонско потекло. Добро, колку македонци има во Албанија по вашите проценки? А бројот на македонците во Албанија никогаш не со статистика прикажен. Во Албанија од секогаш се прави манипулација околу бројот не само на македонците, општо на малцинствата. Таму е стратегија на самата држава и тоа е читлива работа. Тие сакаат да докажат дека не се мултиетничка држава, дека се некаква чиста нација, што не е точно. Во Балкано, не по моје мисле, тоа е факт, Албанија е најмултиетничка држава. Според вашите проценки, колку може да очекуваме дека има македонци во Албанија? Има види кои ќе зборуваме за македонците во Албанија, тоа е со македонско потекло. Да речеме, според ваши проценки, од овие контакти што ги имате, како ваша политичка структура, како партија, како човек кој живее тука, колку македонци би требало да има во Албанија? Бројот на македонците, јас по мое гледање, е два типа, така да речеме, македонци. Има македонци што го име зачувано јазикот, културата и што се чувствуваат како македонци. И на овој попис ние очекуваме тие македонци да се декларираат. Колку според вас би биле, ако очекувате? Ние по наши проценки и консултации некаде преку 100.000 македонци да се декларираат, ако има вистина, да има и наши попишувачи, ако се мониторира и од нас. Запазена културата, јазикот и идентитетот. И што зборуваат македонски. А по потекло македонци има многу, тоа е 3 пати 4 поголем број на македонци, што се по потекло македонци, а тука е вршена... Тоа е голема бројка. Тие се фактои. Ако зборуваме во првата влада после Втората светска војна, и премиерот и тројца министри беа македонци. Основачи на Комунистичка партија во Албанија од 13-9 беа македонци. Македонци по потекло има многу. Се кажуваат ли тие како македонци или се уште се плашат? Тоа е проблем. Еве сега имате заменик, односно имате министар за образование во владата на Сали Бериша, кој со македонско потекло. Не што е со македонско потекло, туку мајка му негова што живее во Требиште не знае збор албански. Значи македонски само говори. Говори македонски, а не се декларира и имаме проблеми со... И е поголем албанец од албанците. Изучување на курсевите на македонски јазик. Тие се факт. Такви македонци има многу. Има македонци што вистина се асимилирани. Јас да ви кажам еден доказ, градоначалникот на Корча е староседелец од Дреново.
Тој е по потекло македонец, смено друго име од Богдани през името на Пелеши, преселени во Корче. И човекот на маса пред мене излегува на голем поборник за албанската нација. Ако се иземе општината Пустец, кај што живеат некаде помеѓу 5 и 6 илјади македонци во рамките на Република Албанија, која функционира како една посебна или засебна енклава, во останатите делови во Албанија кај што живеат македонци, на сила и понатаму политиката на Енвер Хоџи од пред 60 години. Значи, вие сметате дека и покрај смртта на Енвер Хоџи, покрај пропаѓањето на комунизмот во Албанија, последните 60 години, безмалку како ништо да не е сменато во односот на албанската држава во однос со тие малцинства. Во некој правец сме поназад во правата од времето на Енвер Хоџа, поготово за Мала Преспа. Зошто? Колку што јас можам остана да сватам, во Албанија постои тој страв дека сите мултиетнички држави на Балканот имаат пропаднато. И ако на пописот се покаже дека албанците се под 50% во својата матична држава, дека тој било само еден чекор до можеби конечно пропагање на албанска држава и дека тој страв кој всушност е вгнезден во албанската политичка елита. Факт е дека Албанија е мултиетничка држава, тоа и самата албанска политика, албански граѓани го знаат. Тука е стравот и еден од главните аргументи на тие политичари што се против пописот е дека Албанија ќе стане мултиетничка држава и со тоа ќе се распадне, нема да постои како држава. Албанците смета дека сите мултиетнички држави во светот, а вклучително на Балканот се распаѓаат, дека ако Албанија биде мултиетничка држава ќе иде до чекор на распаѓање, тоа всушност да, значи еден од главните аргументи е за Австро-Унгарија и Отоманската империја дека еве како тие се распаднаа бидејќи биле мултиетнички држави, исто може да се случи со Албанија. И дури има еден парадокс, протестираат, собираат потписи против пописот, протестираат да нема етничка графа и верска графа, а носат транспаренти за голема Албанија. Мислите дека Албанија се уште е спрви до таа политика на Енвер Хоџа, дека не постојат малцинства во Албанија, дека сите се албанци, дека може само да има одредени верски разлики, меѓутоа во основа национално сите тие се албанци. Дали таа политика на Енвер Хоџа и денес постои во Република Албанија? Па јас со голема одговорност тврдам дека политиката на Албанија врз малцинствата и конкретно врз македонското малцинство од претходниот систем со сега може да кажам само со сантиметри е подмрнат, многу мало. Клучната дилема и клучното прашање зошто албанската држава не им дозвола на македонците во Република Албанија и на останатите малцинства да се попишуваат како малцинства и дали во целата таа политика се наоѓа стравот на албанската држава дека на евентуален регуларен попис албанците биле помалку од 50% во сопствената држава. Гледате кои се тие двојни аршини. Например, албанците во Република Македонија ги уживаат сите можни права. Па дури попишувачите на тие пописни анкетни комисии треба да бидат со албанска националност како би може албанските жени или албанските жители во Република Македонија да можат правилно да бидат попишани. Тука во Албанија не само што попишувачите не се со македонско етничко потекло, бидејќи има одредени села тука во Мала Преспа, во Голобрдо, кај што постарите луѓе знаат само македонски јазик, туку воопшто не ви дозволуваат надвор од Мала Преспа вие да се изјаснувате како македонско малцинство. Тука има апсурдна ситуација и тоа политика на двојни аршини каде албанците тоа што го бараат во Македонија, а напротив тука од нас македонците во Албанија и на другите малцинства не ни се дозволува да имаме прво графа за на пописните формулари, но и да имаме и наши членови во попишувачи и наши членови во изборната државна комисија и во регионалните државни комисии. И многу е битно бидејќи во Албанија има искуство на фалсификување и на избори и на пописите. Оти како ние ќе знаеме дека ако јас се декларирам како македонец, кој ќе дека државава нема да го фалсификува мојот формулар. Највисоките функционери на албанската држава денес собираат петиции и собираат потписи на следните пописни резултати, малцинствата да не може да бидат така попишувани. Која е таа непринципилност? Прво, не дозволуваат да се попишувате како малцинство македонско, а подоцна кога барате права велите па нема македонци, има многу помалку македонци колку што има албанци во Македонија. И тоа е апсолутно една непринципилна позиција на албанската држава. Токму тоа. Значи тие права што албанците во другите држави кои малцинства сакаат да ги добијат, не им ги дават на малцинствата тука во Република Албанија. Па и властите уште полошо. Не признава влашко малцинство. Не се признати овде и немаат никакви права властите во ова држава. И затоа ние секогаш... А се смета дека еден или двајца албански премиери имаат влашко потекло во последните 5 или 10 години. Па тоа е страво за попис. Ако се направи регуларен попис и секој малцинство да се декларира... Има под 50% албанци. Над 50% ќе има неалбанско потекло. И Албанија ќе излезе тоа ќе се отслика реалната слика дека е најмултиетничка држава во Албанија. Токму тоа е страво. Затоа се овие инволвирани високите структури на власта за да се укини собират потписи, барат петиции. Сеат страв и ги прават предавници доколку некој се изјасни дека не е албанец.
му припаѓа на Значи тој амбиент што се прави. Се прави една јавна Линч против тие што мислат дека се малцинство. Психолошки притисок врз населението за да најдат одреден момент пополовен за да се направи попис и што помалу да се декларират припадници на други етнички групи овде. Не албански групи. Во Албанија. Колку е денес тешко да се биде македонец во Република Албанија? Дали победата на Едмон Темелко во Пустец е почеток на кревање на гласот на македонците за своите права во Албанија? Виде, до 2007 година овде во општина Пустец беше тешко, дури само по свадби се извадеа македонски символи. Ние го здробиме мразо, веќе тука во Пустец се осеќа тоа што спомнате вие пред малку, може да кажеме слободно дека тука е центар на македонштината. Значи од 2007 година воопшто не се разговара македонски тука во Пустец. Се разговара. Ама по куките. По Значи, куќите, надвор во дворите, ама никогаш не јавно не беше проговорено кој што беше мојот прв настап за прв од 2007 година на национална телевизија се обрати по македонски јазик и повикав сите македонци да гласат за македонската партија. Тоа е полека веќе во мислата на македонците се ослободува тој страв, бидејќи вистина се врши голем притисок на македонците надвор од Преспа. Голем ли е тој страв? Многу голем. Има еден податок кој е фрапантен, почитувани гледачи, дека освен Грција, единствено Република Албанија, колку и да има пријателски односи со Република Македонија, понатаму нас не признава под тој име Фиром. Имаше една интересна ситуација некаде пред 5 или 6 години, 2004 година, кога американците ја призна Македонија под уставното име, тогашниот албански председател господинот Мојсију рече дека и Албанија го следи тој пример. И тоа тогашниот албански премиер господинот Фатос Нано го негираше председателот на Албанија и Албанија остана и понатаму единствена држава на Балканот која ја признава освен Грција Македонија под тој име Фиром. Албанците дека на некој начин или албанската политичка елита да е зависна од Грција и токму поред тој притисок на Грција и понатаму останот на тоа стојалиште Македонија да признаат како Фиром. Фатос Нано е човек на Грција и под грчко влијание, тоа е познато во албанската јавност. Тој е по потекло влав од Москополе. Жената му е грчинка, втората жена. И на сите државјани на Република Албанија му е познат што е човек лојален на Република Грција и не треба тоа Дела дека има и многу имоти, дека живее во Грција.